Да и посакам добро утро и на нашата гостинка Билјана Челик. Сега овде имаме малку оксиморон, Билјана. Да. Челик е презимето, а еве го насловот Поезија за душа. Да. Тоа каква врска има една со друга, ама веројатно може да послужи како тема ете за некоја идна поема. Да. Повелете и двете, верувам дека ова ќе е интересен разговор. Благодарам, Искра. Јас би сакала да упатам поздрав прво исто и до нашите гледачи понеделнички, да им посакам да имаат убаво расположение со оглед на тоа дека еве веќе пред празнично, пред новогодишната онаа магија, еуфорија, со оглед на тоа какви се гужвите низ градот, се чувствува веќе. Билјана, многу ми е драго што понеделнички ќе ни го разубавиш утрото со поезија за душа. Така ни е насловот, како што вели Искра. Презимето знаеме, она што го споменавме, Турција. Да. Но имаме спои, нели? Така да ќе зборуваме за она што е убаво и за она што ни ја разнежнува душата. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Секогаш ми е многу убаво кога сум ваша гостинка на ТВ Алфа и вака пред новогодишно се чувствува и таа еуфорија, и позитивна љубов, и повеќе радост, а насловот на ова емисија Поезија за душа би го објаснила на овој начин. Ние поетите... Поетски. Да, поетски. Ние поетите пишуваме од душа. Значи, ние си ја отвараме душата пред читателот, буквално се соголуваме и на тој начин ги пренесуваме своите емоции, ги откриваме своите тајни, своите визии, длабоки чувства, како што кажавме, да. И затоа писателите знаат многу убаво да патуваат низ просторот, низ времето, да го прошитаат читателот и тие си се еден посебен свет. Не посебен во смисол, ете, писателите се посебни, него светот на писателите е посебен во однос на тоа што баш знаат да патуваат низ просторот и времето. И си наоѓаат своји музи не само од живите луѓе, него ете и за некои од минатото кои што не се тука физички со нас, затоа велам посебен свет. Да. И сте посебни и кога јас имам можност еве вака да сум во твое друштво, посебно се чувствувам, затоа што многу е важна енергијата која ја шириме и многу е важна взаемната, нели, кога седиме еден до друг, како што каже Искра, да не сме толку оддалечени, но кога сме блиски се чувствува навистина. И кога зборуваме и кога се гледаме вака во очи и си ги читаме мислите, меѓутоа извира онаа добрина од вас, морам да кажам, и она што и онаа љубов која што ја носите во срцето. Ние имаме тука и неколку фотографии кои што може и да ги искоментираме, што се однесува за вас поетите, за поезијата, за вашата дружба, но нашиот колега ќе го сврти ТВ екранот за да ги искоментираме, не е никаков проблем. Еве во овој момент можеме да погледнеме, па и да ги искоментираме истовремено. Да, само да ги видим. Да. Вака, ова е фотографија од Козачкиот центар во Русија. Ова е фотографија од изложбата на личните фотографии од Светото семејство Романови. Ова е од еден хуманитарен базар, каде што средствата од продадените книги се донира во хуманитарни цели. Така. Ова е мојот пријател Миле Димовски, кој што е атаман на Козачкиот центар од Русија. Ова е Сретенскиот манастир во Москва и јеромонахот Игнатий Шестаков, кој што на мојот пријател му придаде втора колекција од личните фотографии од семејството Романови. Покасно ќе објаснам. Ова е професор Зендел Абедин Шихи на доделувањето на мене ми додели награда за посебен придонес за неговиот институт за демократија и право. Одлично. Ова сме заедно председателот на надзорен одбор на Сдруженијето и председателката на Сдруженијето на просветни работници на Скопје, каде што ми доделија благодарница за мојот придонес.
Ова е веќе знамето на козаците и јеромонахот Шестаков. Со ликот на Исус Христос. Овдека е амбасадорот на Русија и културната аташе на Русија на изложбата на фотографиите од семејството Романови. Ова е исто од хуманитарниот базар, поетисата Јелена со незината киркичка. Така, убави пред новогодишни дружби. Да, секако. Во Ова секој случај. е центарот на лицата со Даунов синдром, каде што Да, ние тие секогаш заедно... се присутни тука со вас, им подавате рака да бидат дел од токму тие се вакви секогаш дел од случувања. нас и од нашите настани. Јас со нив се дружам 7 години и Браво. ние си направивме Секоја една многу чест, убава Белиена. новогодишна забава, на која што си игравме, си пеевме, си разменивме многу љубов, топли приградки, подароци. Еве, ова се дел од Марио, Стефан, Ке ги Марија, поздравиме, и- но секако дека и разговаравме за тоа и тие да бидат дел од нашата утринска програма како Секако. наши гости. Да. Еве после празниците ке ни го разубават и тие студиото со нивната љубов. Тие па колку имаат љубов да ви подарат. кажам. Можам да замислам како е во нивно друштво. Не само што ќе ви го разубават студиото, него ќе почувствувате толку една искрена љубов. Искрена, значи, безусловна, безрезервна. Прегратки кои што пашуна се искрени. Такви нема. Да. Значи, дури и дечињава знаат по никогаш никоја бела лага да кажат. Ама кај нив нема лага. Но бела е. Па добро, бела, да, али кај нив Така, па ги нема убаво ни е. тие бели лаги. Така, да, ни тие бели верувам, лаги верувам. ги нема. И навистина ни беше една многу убава дружба таа новогодишна. Драго ми е. И исто си ја продолжуваме, сега ќе си правиме за Божич, Божична вечера, ќе си правиме после за Василица, си правиме Сите за празници сите ќе ги празници, опфатите, значи да. ние си ги одбележуваме без разлика дали се православни, дали се муслимански, дали се католички. Ние си наоѓаме причина да се собираме, да така, се да си имате дружиме, убава иако дружба. јонака си се дружиме, нели? Така, да. Си правиме базари, работилници, без причина, без провоци се гледаме. Така, Си се гледаме. одлично, многу ми е драго и како што кажавме ќе ги видиме и во нашето студио. Да. Меѓутоа, кога ние вака си разговараме, еве имавме можност да погледнеме дел нели од оние настани ваши каде што се дружите, како што велиме, и ја ширите таа убава и позитивна енергија, да ја еве вака прошириме и на гледачите со една поезија, кога имаме поетеса во нашето студио, тоа е невозможно да не ни се чита една убава така поезија, а кога веќе зборувавме за љубовта, па нека и љубовна поезија. Па да, јас мислам дека е најубаво Празници се, некоја за љубов љубовна да зборуваме. Празници, да не се оптеретуваме со тешки теми, Така. иако ние знаеме да си пишуваме малце и потешки Верувам. теми. Животот Отпред- носи се. Да, животот носи се и затоа јас велам дека ние писателите сме оние кои што ја пишуваме вистинската историја, не историјата на победниците, бидејќи ние го пишуваме оно што го живееме. Ама ете, сега е новогодишна емисија и затоа една љубовна ќе Ајде прочитаме. малку да уживаме во твоето рецитирање. Благодарам. Еве една љубовна е кога мислам. Кога мислам на љубов, мислам на тебе. Кога мислам на спокој, мислам на тебе. Кога мислам на топлина, мислам на тебе. Кога мислам на светлина, мислам на тебе. Кога мислам на воздух, мислам на тебе. Кога мислам на најубавиот мирис, мислам на тебе. Кога мислам на радост и среќа, мислам на тебе. Кога мислам на животот, мислам на тебе. Кога мислам на пролет во душава, мислам на тебе. Кога мислам на бесконечност, мислам на тебе. Кога мислам на убавина, мислам на тебе. Кога мислам на цел свет, мислам на тебе. Кога мислам на тебе. Бидејќи ти си сето тоа и повеќе од тоа за мене.
посветена за љубовта. За љубовта, да, браво, посветена браво, за љубовта. колку убаво, колку Благодарам. разнежнуваш души. Верувам дека ова утро, како на мене, така и на нашите гледачи, кои што се заедно со нас ова утро, да не заборавам. Ти секогаш ми го донесе подарокот, како не го донесов, но ајде со твојот пријател Давид ке покажам. Тоа е домакинка, тоа е некој... да, со новогодишни колачи. Тираат, празниците Да. тираат. Ја многу сакам Не празници. сите ги тераат. Па добро. Празниците многу ги сакам, Знам, затоа што верувам. никако така се чувствува на семена атмосфера, се собираме. Свечена трпезак, оноку колку што дал Господ, аме народски да се изразам. Али со многу љубов, но да биде, со многу љубов, тоа е не го зеде најважно. зборот. Тоа е Но најважно. кога има љубов, има и подароци за гледачите. Да. Не ги заборави и нив, Никако. заедно за Скопје. Ние ги доделувавме кога ја промовиравме. Да. Меѓутоа, за оние кои што исто така може би посакаат да се имаат во својот дом и се уште ја немаат, зошто да не подариме Така. за Скопјани, заедно за Скопје, или пак сите оние кои што си го сакаат нашиот главен град, Точно. да си ја имаат оваа книга во своите домови. Еве новогодишен подарок од нашата поетеса Билјана Челик за 20 наши гледачи кои што ќе се јават ова утро. Па ќе ми кажете од режија доколку имаме гледачи на телефонската линија да ги вклучиме 20 и да им ги доделиме книгите. Здруженијето Феникс ќе си продолжи оваа година, како што кажавме, вие сте тука за сите празници, за сите активности, се дружите едни со други, разменувате убави чувства, љубов и така натаму. Што е она што го имате, како да кажам, бака, како еден поголем план кој сакате да ви се оствари во новата година? Со оглед на тоа дека сте и хуманитарци, нели? Значи, за наредната година веќе ни е при крај еден проект кој што јас мислам дека ќе возбуди во однос на значењето не само нашата јавност, туку и светската јавност. Тоа е нешто поврзано за Македонија, за македонскиот јазик, македонската култура, за македонската историја, Одлично. за вистината за Македонија. Јас не би го открила сега, бидејќи сакам да биде едно убаво изненадување и јас се надевам дека тогаш како телевизија Алфа ќе ни дадете простор и време Со задоволство. да го покажеме тој проект, да се слушне и преку медиумите за него. Уште еден таков проект во однос зборам на издавачката дејност и тој е поврзан со вистината за Македонија, бидејќи знаете дека нашето здружение целта му е зачувување нели на македонската култура, историја, обичаи и традиции. Значи, пред се тоа. Но имаме гледач, ќе го вклучиме. Ајде. Да, пак ќе продолжиме. Имаме уште неколку минутки да ги искористиме. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. И јас сум Роме од Вижево, се јавив да ми пуштите книгата. Добро, но вие ќе треба да дојдете тука. Ние не можеме да ви ја пуштаме книгата, затоа што не ни е тој принцип. Или ако имате некој пријател тука за да дојде да ја подигне во телевизија Алфа, ви благодарам за јавувањето. Затоа велам сите оние кои што сте во можност да ја имате оваа книга во вашите домови, тука можете, ке ве чека во телевизија Алфа. Еве 20 гледачи. Ако не ги вклучиме во програма, ке може да оставите ваши податоци и кај моите колеги во режија. Да, за Македонија ќе промовираме нешто убаво. Значи во новата година ќе ни бидете гости, ќе зборуваме. Ајде, тоа ќе го оставиме настрана. Знам дека со срце, со многу љубов исто така се вложуваме за заштита на нашиот македонски јазик, идентитет, за сето она што е наше убаво македонско. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сме пред самиот крај на разговорот, ќе може ли уште една песна да Секако. Јас па би една љубовна. Љубовна, Па си да, за љубовта. љубов, па- Нека се полни со љубов сите луѓе, јас тоа го посакувам во новата 2025 Љубовта е најголемата и оние кои ја енергија подзаборавиле. Па да, ама знаете што? Љубовта е најголемата енергија И и сила. никој не може да остане равнодушен на неа. Токму Јас така мислам. Ајде да завршиме со љубовта. Ајде ќе завршиме со љубовта. Благослов. Ако те немаше, ќе те создадев во мојот ум. И ќе побарав од Бога да ме благослови со тебе. Но те има, те создал космосот за мене. Таков
каков што те посакував. Милослив, љубовен, топол, нежен. И цела добрина ја вскајал во тебе. Ти си совршенството околу мене. Пулсирачка хармонија. Целосна убавина. Ти си причина за мојата насмевка, за трепет во душата, причина за моето постоење и бескрајна животна радост. И те има со мене, во мене, околу мене. Секоја твоја насмевка, топлина во душава. Секоја твоја преградка, љубов во срцево. Секој твој здив, моје изгреј сонце. Секој твој збор, мој крила. Благодарам. Благодарам што не ги стопли срцата и душите ова утро и што ни рецитираше токму вакви убави зборови да допрат до сите нас. Па се гледаме повторно. Мој, да ви кажам, Среќна нова искрено. 2025 Среќна и нова се и на вас, најубаво. на сите гледачи на телевизија Алфа. Секој е добро, јас се надевам ќе се гледаме повторно. Секако задоволството ќе биде и наше. Искра, ние тука завршуваме. Ви благодарам ја за ова поетично А утро. Искра има многу љубов во неа, да кажам, морам вака и Многу Да? убаво. Сакам луѓе со многу љубов, да. Да. Велиш Велам, иронично или велам, искрено? гарантирам, А? знам. Ти благодарам. И така натака. Ви благодарам многу и на двете.